Денес со примариус доктор Жарко Трајчанец и доктор Николица Цекич од одделот за уво, нос и грло при Центарот на воено-здравствени установи во Скопје, или поточно позната како воена болница. Добре дојдовте во емисијата. Добре. Еве, веќе кажавме темата полипите и синусите, сите она што е поврзано. Па еве најнапред да започнеме со полипите. Кои се причините за настанување на едни вакви промени? А прво пред се треба да кажеме што се полипите. Нозолошки тие не се причина, туку тие се последица на едно хронично воспаление. Инаку тие представуваат бенигни творби кои се јавуваат како последица на оток на самата лигавица, а ние ги опишуваме како бенигни творби, безболни, мазни, сјајни и со пиктиеста конзистенција. Самиот факт дека лесно се откриваат, дека се достапни, допринело да многу поодавна сето тоа и идело да се излекува. Инаку историјатот потекнува за лекувањето на полипите уште пред 3000 години пред нашата ера. Првите записи се во Индија. После во 16. век Фабрициус прв дава предлог со вжештена кирета да се решаваат тие бенигни творби. Доека Джарвис во 1880 година дава дизајн за првата јамка или шлинга која со одредени промени ден денеска и се користи. Иначе нормално треба да постојат и предиспонирачки фактори за да се појават овие творби. Тоа се секако инфекциите, потоа ендокрините фактори може да бидат конституцијата, анатомските варијации и така натаму. А од етиолошките фактори или причинителите кои би довеле до создавање на полипи, би ги спомнале пред се инфекцијата, значи честите воспалителни промени, алергијата во секој случај, имунолошките фактори доаѓаат во предвид, метаболните заболувања, аутоимуните дисфункции и многу други. Тоа би биле вака накратко причините кои може да доведат до една ваква промена. Овој пат ќе зборуваме нели за полипите што се однесува во носната празнина. Меѓутоа секако нели да споменеме дека има полипи и на гркланот, на ларингсот. Па да, има полипи на, да речеме, на многу други органи во човековото тело. Добро, еве ги кажавме причините за настанување на полипите. Да кажеме збор два нешто и за синусите. Кои се пак причините за настанување на синуси? Те најчести заболувања во горните дишни патишта кои ги сретнуваме во текот на животот еден човек, се почнувајќи од ринитите, кијавица, ринофарингити, фарингити, ларингити. Тоа е, значи, навлегувајќи преку овие дишните патишта кои што почнуваат со носот, завршуваат со белите дробови, ги има на тој пат повеќе инфекции, меѓу нив спаѓаат и воспалението на синусите. А синусите, према тоа кој синус е зафатен, се фронтални, максиларни, етмоидни, свеноидни. Има полисинузити, кога се неколку синуси зафатени. Има пансинузитис, кога сите синуси се воспалени. На тој начин, ние променет е и самиот термин на формулирање на заболувањето, бидејќи сите респираторните патишта, сите синуси се со еднаква мукоза, односно слузница, и воспалението сега по современите терминологии се крстуваат риносинузит, значи воспаление на носот и синусот, затоа што не може, ако е лигавицата во носот зафатена, не може во синусот да не е. Она макар реакција има, ако не и инфекција. Према тоа, они се спојуваат во риносинузити и ринофарингити. Сега, према време на траењето на овие заболувања, имаме акутни, субакутни и хронични. Во хроничните спаѓаат воспаление со и без полипи. Бидејќи полипите се може да бидат во носот, може да бидат и во синусот, па преку остиумите да излегуваат и да се презентираат во носот. За настанување на синузитите има доста фактори кои што влијаат. Акутните синузити се оние кои што трајат од 8 до 8 недели. Се рачуна за акутен синузит кај деца до 12. А факторите кои што влијаат на тоа се смалена општа отпорност на организамот, зголемена етиолошка диспозиција на причинителот, боравење во неадекватна средина, тоа е со различни температури и
во однос на самата резистенција на слузницата, односно на лигавицата на дишните патишта, односно на овој горниот дел, доведува до појава на ова. Често пати се рачуна дека настануваат синузитите на места кај што доаѓа до продукција на полиморфонуклеарни леукоцити, кои што кога се распаѓаат со своите ферменти ја оштетуваат веќе до тога интактната слузница и на тоа место се накалемуваат овие бактериски инфекции. Најчести се стрептококус пневмонија, хемофилус инфлуенца и други, кои што со своето делување ја оштетуваат самата слузница и доведуваат до реакција на организмот која што ние велиме инфекција. Што значи дека синусите нели се поврзани со носот, сите оние промени од носот се пренесуваат и на синусите и обратно. Да. Кои би биле симптомите при настанување на едни вакви заболувања? Видите, овие се инфундибулумот, местото кај што се сливаат практично сите овие синузите, отворите на синусите. Инфекцијата прво таму настанува, бидејќи тоа е предворие на сите синуси. Од тука после таа се шири према еден друг или трет, затоа што повеќе синуси се отвараат во тој дел. Рековме за симптомите. Најчести симптоми при настанување на полипи и синуси. Веќе започнавме нели се полипи. Синузитите се симптомите запушен нос, појачана секреција. Секрeciјата може да биде различна, зависно од етиологијата. Кај алергичарите таа е бистра, течна, серозна секреција, додека кај овие синузитите густ, желатинозен, жолто-зеленкаст секрет. Секако тука нели би била присутна и главоболка? Главоболката е заради запушеноста на остиумот на отворот на синусот, кој што пак доведува до зголемување на притисакот внатре во самиот синус, а тој притисак доведува до реакција на нервите кои што го обскрбуваат и пренесување на таа болка према горе. Обично тие главоболки се во предел на челото, во предел на синусите, а многу често и во предел на тилот. Така да пациентите некој пат не можат да го поврзат тоа зашто синусите го болат, а главоболката е назад. Што е пак со полипите? Колку пациентот и што би требало пациентот да забележи, па да се посомнева дека можеби има полипи? Па видете, самите симптоми што ги наброја и доктор Жарко, од прилика пошто се работи за иста регија би се повторувале. Секако дека примарно ќе се јави една носна воздушна обструкција, потоа би дошло таа секреција која рековме може да биде серозна или гнојна секреција, дури попратена и со непријатна миризба, која пациентот многу пати го доведува до нас. Тука се јавува пореметување на мирисот кој може да иде и до губење на осетот за мирис. Кивањето, ако имаме алергиска предиспозиција, потоа ќе се јави многу ретко може да имаме проширување на надворешниот нос или уште поретки случаеви во денешно време таа frog face или жабјо лице поради разорување на одделни коскини елементи. Во секој случај треба да пациентот ако осети дека има пореметувања со дишењето на нос, треба да го наведат да се јави на лекар за да може да се види што е причината. Секако нели отежнато дишење, сите тие симптоми што ги споминавте, можеби би биле симптоми за една обична настинка. Па кога човек би требало после појава на кои симптоми да се јави на лекар? Па кои симптоми? Ние, нели, ако има настинка, во секој случај сега имаме и матичен доктор и институции, други општ лекар кај што пациентот се лекува, он терапијата ќе ја прими. Али ако тие симптоми се долготрајни, не поминуваат после применетата терапија, тогаш мора да се јави кај специјалиста оториноларинголог за да се може да се направат овие подробни испитувања, да речеме. Значи кога ќе се јави кај специјалист, повелете? И после поставувањето на дијагнозата и кај нас не е кој ќе дојде пациентот веднаш да може да ја поставиме дијагнозата. Дијагнозата евентуално ако се работи за голем полип кој што протрудира напред и ќе го видиме, кај синузитот не може да се постави на основа на обичен преглед. Према тоа нити матичниот лекар кој што дури ни таа можност ја нема, не може да ја постави дијагнозата. За да се постави дијагноза на синузит, било хроничен, било акутен, потребна е една исцрпна анамнеза.
треба риноскопски преглед, треба да се направи рентген снимка. Во последно време ние работиме веќе една година со ендоскопски преглед, да се прегледа носната шуплина во целост, да се види каква е состојбата таму. Ако се работи за синузит хроничен, тога се применува кај нас се уште по-ретко, затоа што немаме компјутеризирана томографија. Постои и ехо диагностика која што не е така екзактна, затоа што во длабочината не може да ги види промените, ги регистрира овие промените кои се понапред во синусите, така да за да се постави диагноза, навистина е потребно една тегобите на пациентот кои што нема да си рековме, а акутниот синузит трае до 8 недели. Значи за првите недела-две доколку симптомите не се повлечат, не се работи за обична настинка, туку треба да се регистрира и после кај симптомите не реков има сукрвичав секрет некој пат, треба да се помислува кај возрастни на малигно заболување во носот и синуси, така и деца на страно тело во носот, затоа што често пати некое страно тело децата имаат таа навика да пикаат во носот и се јавува еден сукрвичав смрдлив секрет кој што треба да наведе на тоа дека има нешто таму. Еве сега во оваа прилика нели имаме инсерти, па да видиме како оди дијагностицирањето, бидејќи веќе го споминавме. Па затоа би можеле да ги погледнеме тие инсерти, да видиме најпрво. Ова е добро, ова е една снимка од наша интервенција, пошто не спомнавме претходно дека со новава техника, с која сигурно покасно ќе кажеме збор 2, користиме ендоскопски методи. Ова е при самото работење од почеток, а и при дијагностицирање на самите промени, идеме на инспекција на носната шуплина. Значи, она што не можеме со класичен ринолошки преглед да го видиме, ние тоа го правиме со помош на инструментиве ендоскопија. Еве, ова е горниот спрат на ждрелото, ова е буквално предоперативно убава инспекција, која истата сме ја направиле нормално и пред пациентот да влезе во сала. Ова е вака изгледа носната шуплина однатре, ова можам да речем дека и за прв пат е вака може да се прикаже и да се погледне. Самата ендоскопска техника ни дава можност да видиме дали постојат варијации анатомски во самата носна шуплина, полипи кои сега моментално ги гледаме на екранот, потоа дали има секрет, каков е секретот и сите промени кои може да се најдат нормално од слузницата па до овие патолошки промени. Еве овдека еден убав приказ, мислам убав така делува. Ова е полипозна творба во средниот носен ходник од десната страна. И фактички што е нашата цел? Нашата цел е под око, значи со визуализација на самиот простор, да се приде на оваа промена, да се отстрани во целост, а без да направиме некои анатомски нарушувања. Ова од десна страна што гледате, тоа е средната носна школка, а ова е со пиктиеста, да речем, конзистенција, тој е еден голем солитарен полип. Значи, под око, убаво го прикажуваме, да може да се отстрани само патолошкиот процес, напоменувам. Да споминеме дека оваа метода, ендоскопска метода, не е хирушка и веќе една година нели кај вас се изведува. Тоа е значи нешто што се разликува од останатите. Не би рекол дека не е хирушка, таа е хирушка, али целта на оваа метода е без нарушување на анатомските елементи. Видете, друго е да работите со светло, па се гледа, не се гледа. Еве сега овдека убав приказ како го фаќаме полипот. Многу убав приказ е ова. Значи се фаќа за неговата петелка, местото од каде потекнува и со внимателно тргање, повлекување на полипозната творбата, без оштетување на околните нормални структури во носната празнина, целата полипозна творба ќе си биде излечена. Дали во еден или во два акта, зависи од големината. Еве го како излегува од носната шуплина полипот. Значи, сепак е хирушка техника, али идеме со тоа да имаме што помали оштетување во самата носна шуплина. Токму кај оваа метода е она принципот avoid surgery, да се избегне хирургијата, да се избегне операција, односно да со што помалку оштетување на структурите на носот и синусите направиме интервенција која што ќе биде и ефикасна и многу побрзо заздравува, затоа што нема оштетување на околните ткива. Тоа што се однесува до оваа нели ендоскопска синус
хирургија. Хирургија, да. А што е пак со останатите? Како било порано? Бидејќи ова сепак нели е нова, една година веќе се изсветила. Порано отстранувањето одеше под контрола на око, со фрлање на светлост и инструментот кој ќе влезе натре ви покрива половина од ова видно поле кој што го гледаме сега. И фаќа не секој пат само полипот. Често се случуваше да отстрани дел од носните шкојки или да откине и дел од лигавицата која што е односно од едната и од другата страна на полипот. Така да со ова многу поегзактно се оди на самиот корен на полипот, на самото ватиште и се излечува, а оштетувањата околни се избегнуваат и заради тоа и помала површина оштетена и побрзо заздравува и последиците се многу помали, затоа што кај што има големо оштетување на површината, таму доаѓа до прираслици, до повторно затварање на остиумот, на синусите и така натаму. Сега имаме и наредни инсерти. Тоа е што се однесува до... Да, иначе она што прашате што е целта и како е. Нашата цел беше, значи, од досегашното класично лекување воопшто, например и на синузитите, капки во нос, антибиотика и на крај класична хируршка интервенција, ние воведовме нешто измеѓу една нова техника, мислам ние. Ние ја спроведовме која се работи во светот веќе подолго време. Ова исто снимка полипозна творба од во левата носна шуплина. И што е проблемот? Тука веќе имаме едно мало... Проблемот е да се најде каде е средната носна школка која ќе ни е ориентир за да можеме да извадиме само полипозните творби. Добро, крварење нормално се јавува хируршка техника и пак ќе повторам, али тоа е минимално. Инаку да напоменам дека овие интервенции ние ги работиме во локална анестезија. Колку време трае една интервенција? Сега да ви кажам искрено, ние ова го работиме година дена, тоа со рутината времето ќе се намалува, да речеме. Ние работиме некаде околу 1 час и 15 минути, со тоа што отвараме нели и предните и дел од задните етноидални ќели. Како спомена доктор Жарко, ние одиме и со компјутеризирана томографија на параназалните синуси. Зашто? Затоа што тука е многу има витални органи, окото е од страна, имаме една тенка плочка према мозокот и мораме да имаме тачна ориентација и да знаеме во секое време каде се наоѓаме. Сепак нели тука присуства и поголем персонал, така да може да има увид поголем број на персонал немаме тука, например, кога работиме предноста е са што можат гледачите да видат. Јас имам спомнато еднаш дека имам и наредни инсерти, само извинете. Ова само треба да се каже што е предноста на оваа техника. Ние кога работиме вака со монитор, буквално идеме на консултативен пристап на оперативната интервенција. Значи може повеќе луѓе да се вклучат во консултативен оперативен третман. Ние исто на монитор гледаме сето тоа што се... Да. Инаку ова сега имаме снимки од синусоскопија, па доктор Жарко може да... Јас би сакал прво овој сликата, ако може да ја видиме. Добре, еве додека прикажеме сликата, нели можеме барем ова што го гледаме до сега. Ова е тоа што се гледа преку синусоскопот, кој се прави синусоскопија, значи се влегува со инструментот во синусот преку еден многу мал отвор, кој што само дозволува широчината на ова. Ја гледаме лигавицата на синусот. Секрет. Десно овој стакла секрет зборува за густ леплив секрет, зборува за промени во синусот, а и бојата на лигавицата е променена. Кај што има проширени крвни садови е знак дека се работи за инфекција. Ова е веќе таа жолтеникава задебелена слузница која што практично после може да прерасне во полип. Значи еве го секретот тоа. Ова сакав да погледаме. Видите, преку носот со инструментот се влегува во синусот и оптичкиот оптиката е оваа долу, со црниот визир што е. Прво се прави риноскопија, значи преку носот се врши прегледување на носната шуплина, а после под долната школка се пробива синусот и се влегува внатре и се гледа она што го видовме пред ова. Значи сите тоа што се однесува до... Нели во оваа прилика би било и доволно веќе со инсерти, само уште пред крајот да прашаме уште нешто. Ова што се однесува до ова хируршко отстранување, меѓутоа сепак тоа е нели кога ќе биде во некоја поразвиена фаза, што е во почетните фази. Колку тогаш луѓето сами можат да си помогнат со оглед на тоа дека и кај нас постојат некои методи кога секој например нели кога има затнат нос, обично оној народен начин стоење на пареа,
Значи колку тоа може да им овозмеши проодност во дишните патишта. Па добро, треба да кажеме, нел преска рековме која е постапката. Инаку во овие лекување ние инхалациите ги препишуваме и ние ко лекари. Иако имаме класичен пристап во лекување на сите овие промени. Дал зависи дал се работи за синузит или полипоза. Синузитот постои конзервативен начин на лекување, секако. Примена на антибиотици, примена на деконгестиви капки за нос, али еден критичен третман. Оти некритичната терапија ќе доведе до хронични промени. Додека пак кај полипозите, мислам дека конзервативниот начин, веќе од која ќе се развијат, ако не се работи за едематозно или полипозно изменета слузница, која може со терапија да се повлече, полипите единствено останува хируршки да се отстранат. Ма не е само хирургијата, мислам, хируршкиот метод лекување на синусите, например, со оваа синусоскопија ние уфрламе цевче во синусот, преку кој што вршиме и тоалета на синусот и се уфрлаат лекарства. Тоа е Секако нели лекување. подобро би било лекување, подобро да се спречи Да, колку да да се се лечи. Што значи Апсолутно. сите оние што имаат промени, еве веќе се запознаа со оваа метода, можат безболно и можат без проблеми, без секираци да дојдат. Па може да дојдат, ние спомнавме, значи ова и диагностичка и терапеутска метода. Ова не значи дека ние преку ноќ ќе ги излечиме синусите, кој што рече доктор Жар. Оти мора пова да се трага. Прво мора да се најде причинителот, па од кој ќе се отстрани причинителот, очекуваме подобри резултати. Да не биде забуна, ја би рекол, рецидиви или повторно јавување на полипозата. Може да се јави и со оваа техника. Не треба да И постои тоа забуна. многу поретко. Али самиот овој пристап и начин на лекување, не оштетување на внатрешните елементи на носната шуплина, ни дава за право во повеќе наврати, ако треба, пошто и класичните методи не се избегнуваат секако, него ние не правиме оштетување внатри, можеме да слободно работиме. Доктор Трајчанец и доктор Цекич, ви благодарам што денес бевте гости во емисијата Добро утро. Благодарение. Благодарение.